Лицата со попреченост се способни сами да си го заработат левот, потребно е само да им се даде можност. Ова го потврдува и примерот на 22-годишниот Мартин Стефановски, лице со интелектуална попреченост. Тој веќе 3 години е вработен во млекарница во Куманово. Од цварах кога ќе станево, на работа отидеме, да можеме почиме со работа, правиме кутии, правиме све, и после почиваме да пуниме урда, да пуниме. Правиме некад кутие, некад тие за канчки, тие тројки правиме с колегите, се дружиме и одиме на јадење. Со насмевка на лицето Мартин раскажува дека му се исполнил сонот сам да има свои пари и да купи се што ќе посака. Иако работата не е според неговото образование, не му представува проблем, туку го исполнува. Додава дека особено е задоволен од односот со колегите. Плата кога само што сам купил. 7 сет, тоа е за алишта и осталче, и тоа е за телевизор и радам аз. Успеав да се ја средам собота и све и да си заработам па. Дали си среќен? И среќен сум. И мајка му на Мартин, Лила, е задоволна што нејзиниот син е вработен и што успеал да се вклопи во работата, иако тоа му е прво работно место. Раскажува дека заедно ги делат трошоците за сметки, но и дека Мартин му помага на неговиот брат кој што е невработен. Ја не можу сама да ги платим сметка, ја сама например. Не може. Он нешто плати, струju воду сак, ја ќе го платам струju и воду, а он ѓубре ќе го плати, например. Тако викам, нека си работи, нека си зима пари, нека си купува што му треба. Те сак спремамо да купатило да правиме, ама не можеме да го направиме. Сега ќе ќе прва година, например, ќе земеме цигли, ќе земеме мајстори, ќе платиме и ќе си направиме купатило. По уредување на домот, желбата на Мартин било да положи возачки испит, но тоа не му е дозволено поради попреченоста. Па затоа тој се надева дека ќе успее да издвои пари од својата плата и наредното лето да замине на одмор во Охрид.